Неколку дена слушам разговори, муабети, филозофии, али све се сведува на едно. Да одиме во Европска Унија и НАТО. А за тоа знаам ја дека сите мислат да треба да одиме. Проблемот е овој, зашто имам само 3 минути. ВМРО-вците, прекрасни луѓе, зависат од партијата. Ја би сакал да предложам нешто практично. На секој еден ВМРО-вец кој ќе гласат за овој предлог, државата да стои позади него, да гарантират за неговата иднина. Али прво треба да гласа. И ќе се знае кој гласа. И уште еден предлог. Да се амнестираат сите грешници што и велиме мене до сега. Амнестија на сите. Поевтино е. Све другото е скапо. Затворските соби се скапи. Храната. Дај да ја амнестираме, да им даеме право. Доста патеа више. Тие превише патеа и пројдоа тие маки своји. Ајде да бидеме практични. Што е поевтино? Поевтино е да им помагаме на ВМРО-вците и да стоиме позади нив ако нешто критично имаат од нивната партија. Да може слободно да гласа. Вие као држава тоа може да го направите. И амнестија да се дае на тие луѓе кои погрешиле. Доста препатија више, преидоа тоа. И поевтино е. И затоа размислите мало, па ќе видите, све е, задниот збор е пари. Економија. Све другото е компликации. Затоа, драги пријатели, дај да дојдеме да застанеме и да размислиме еднош као луѓе. Нормално, онако, кој еден планински човек. Што се исплатуваат повеќе? Доста тие филозофии прошлоста, цар Соломон, Скендербек, цар овој, цар овој, тоа пројдевше. Сега ни треба леп на астал. Децата да ја носиме во школа. Бензин да плаќаме. Видиш како се мачите неколку стотини километри на ден идете овде, зашто? За пари. Да и нахраниш, да и направиш тие работи. Немојте да се играте со животот. Бидете практични, драги деца, имам право да ви го речам тоа, зашто вистина сум најстариот овде од вас. Фала ви што ме слушате и немојте ова да оставите да пројде така. Размислите на ова. Дајте им право на ВМРО-вците да гласат и стоите зад нив. Гарантирајте им иднина. Благодарам. Ако станат, гарантирајмо 100% ќе имаш работа после тоа. Не да се тресе тој да се секира што ќе биде со него.